Вести на Канал 8. Добар ден. Гостување на познати имиња од балканската сцена. Рибен ресторан, реновирана дискотека и богата програма и содржини за време на летниот период се планирани во дискотеката Аква и базенот во Кучани. Интензивно се работи на подготовка на целиот комплекс, чие отворање е закажано за среда 10 јуни. Рибен ресторан, игротека за најмалите, реновиран базен за деца и возрастни, ексклузивно диско за младите со богата програма во текот на летниот период. Ова се само дел од новините на летната дискотека и базенот што ги планира собственикот на објектите, компанијата Моневи. Значи, за ова лето се планира да биде пуштено во функција летната дискотека со малце изменет изглед. Свеченото отварање најавено е за 10 јуни. На истиот тој датум е најавено и свеченото отварање за рибниот ресторан кој ќе функционира во склоп на целиот комплекс. Додека базенот се планира да биде отворен на 14 јуни, недела, со збогатена програма. Интензивно се работи на средување и реновирање на летната дискотека Аква. Моментално акцентот е ставен на подготовка на новиот рибен ресторан во комплексот кај дискотеката, кога сите граѓани ќе може да уживеат во специјалитетите што ќе ги понуди овој нов рибен ресторан. Во дискотеката Аква се најавуваат нови содржини во текот на целиот летен период, гостување на познати гости од балканската сцена, а стартот на гостувањата е на 13-ти, кога концерт ќе одражи познатиот Ацо Пејовик. Интересни содржини се најавуваат и за најмалите посетители на базенот. Најавени се познати имиња од балканската сцена, од кои што сега ќе го најавам само концертот на Ацо Пејович, кој што е закажан за 13 јуни, сабота. Во однос на децата ќе продолжи да функционира детската игротека која што беше во функција и претходната сезона, меѓутоа поставеноста ќе биде на друга локација. Во склопот на комплексот исто така ќе има секоја недела дополнителни забавни активности за најмалите, жонглери, кловнови, акробати. Отворањето на дискотеката и рибниот ресторан е закажано за среда 10 јуни, а на базенот в недела 14 јуни. Откако го модернизираше наплатувањето, општината започна со издавање на винетки за платен месечен надоместок за паркирање. За тоа корисниците на опцијата добиваат поедноставување на услугата. Откако го модернизираше и ефектуираше во целост наплатувањето на паркингот со опцијата за испраќање SMS пораки, локалната самоуправа започна со издавање на месечните билети за паркирање со јасно одбележување на возилата кои ја избрале оваа опција со одредена финансиска поволност. Станува збор за винетки што се поставуваат во долниот агол од шофер-шајбната. Камерата деновиве забележа возила чии собственици платиле за оваа услуга. Станува збор за варијација на популарните винети кои на платениот паркинг во Кучани ги издава локалната самоуправа преку комуналното јавно предпријатие Водовод. Нивното графичко решение е едноставно. На жолта основа е поставен символот на општина Кучани, односно нејзиниот грб, додека од спротивната страна се наоѓа оној на комуналното јавно предпријатие Водовод со црвена ознака во горниот дел на која пишува месечна винетка. Во долниот дел е испишан нејзиниот серијски број. Истата содржи и јасна препорака на која пишува дека винетката треба да се залепи на внатрешната страна од ветробранското стакло. Винети или официјално винетна такса е вид патна такса за движење по патна мрежа на одредена држава. Таа е еквивалент на пунктовите за патна такса, а се користи во Централна и Источна Европа. Се продава во бензински пумпи, на граничните премини и онлайн. На автопатите често има видеонадзор со камери за автомобили, без винети на предниот прозорец, а камерите се контролираат од страна на подрачната сообраќајна полиција. Кампањата Биди модерен, селектирај паметно продолжува во останатите 10 општини од регионот. Кочани е првата општина во која беа заокружени сите активности во рамки на проектот. Сите активности од кампањата Биди модерен, селектирај паметно во Кочани се завршени, но таа се одвива и во останатите 10 општини од источниот регион.
Кампањата се однесува на дечињата од големите групи во градинките, како и на учениците од прво до четврто оделение. Тие имаат добиено соодветни награди, се спроведува акции, се спроведуваше едукација и се спроведува многу кампањи за да се подигне свеста, што е доказ и на последната акција која заедно со општината ја направивме при чистењето на потегот кај брана Градче, каде што видовме дека немавме отпад од пакување, односно ја чуваме животната средина. Кочанската компанија Екопак Хит поседува лиценца за управување со отпад од пакување. Тоа значи дека согласно Законот за пакување и отпад од пакување, компанијата поседува дозвола за селекција и преработка на отпадот од амбалажа. Справувањето со отпадот е едно од најважните подрачја од областа на животната средина, што во исто време нуди заштита на природните ресурси, но и на животната средина. И според Министерството за животна средина и просторно планирање, овој закон представува само дел од она што значи управување со отпад, но дава реална можност да се види како постапувањето со отпадот може да биде од корист за повеќе чинители. Во четвртокот, Екопак Хит на општина Кочани додели 19 мали канти за селекција од отпад од пакување, исто толку контейнери изработени од мрежа за селекција на отпад од пакување, хартија и пластика и 3 пластични контейнери за отпад од пакување. Соработката меѓу компанијата и локалната самоуправа на Кочани беше оценета како успешна, а во голема мера значи дополнување и олеснување на работата на комуналното јавно претпријатие Водовод. Реализирана последната работилница од проектот инсталација на соларен систем за затоплување на вода во детската градинка Звездички во општина Чешиново Облешево на тема бенефициите од соларната енергија и другите видови на алтернативни извори на енергија. Проектот инсталација на соларен систем за затоплување на вода во објектот на детската градинка Звездички во Чешиново Облешево е во завршна фаза на реализација. Истиот е донација од Швајцарската конфедерација, подржан од Програмата за зачувување на природата во Македонија, преку Фармахем Доел Скопје, како национален координатор за Програмата за зачувување на природата во Македонија и со подршка на општината. Реализирана е и последната работилница од проектот на тема бенефициите од соларната енергија и другите видови алтернативни извори на енергија. Во просториите на Основното училиште Страшо Пинџур во Чешиново и во присуство на представник од националниот координатор, заедно со децата од училишна возраст од општина Чешиново Облешево, преку презентација и практична изработка на макети кои работат на соларна енергија, поблиску се запознаени со можностите и моќта што ја има соларната енергија и другите алтернативни извори. Работилницата заврши со изразување благодарност до Швајцарската конфедерација, националниот координатор и сите вклучени страни преку мала приредба со песнички од страна на децата од градинката Звездички во Чешиново. Покрај поставувањето на соларниот систем за топла вода, кој е веќе во функција од почетокот на месец мај, проектот што го реализира движењето за одржлив развој имаше и други придружни активности. Дистрибуирани се плакати во самата општина, односно во училиштата. Предаден е елаборатот за енергетска потрошувачка во детската градинка Звездички, а во тек е изработка на брошура на тема "Направи сам", што треба да се испечати, така што истата ќе биде достапна за граѓаните на општината. Целта на овие активности и реализацијата на проектот е да се подигне свеста кај населението за можностите и придобивките од овие типови на енергија и да се даде придонес кон зачувување на природата. Бенефит од поставувањето на соларниот систем покрај добивање топла санитарна вода е и заштеда на електрична енергија, како и намаленото испуштање на јаглерод диоксид во атмосферата, а со тоа позитивно да се придонесе на климатските промени предизвикани од стакленичките гасови. Основачот на театарот во Виница Симеон Гаврилов од следната недела со нови театарски работилници за основци и средношколци. Станува збор за проект на Домот на културата Тошо Арсов, кој минатата и оваа година продуцираше 2 нови театарски представи со професионални режисери. Симеон Гаврилов од средината на месецов стартува нов проект во родното место. Втемелувачот на театарската група Сцена 71, режисерот кој во поранешна Југославија со своите представи Виница ја промовираше на меѓународен фестивал во Франција и Италија,
Во соработка со Домот на културата Тошо Арсов започнува едукативни работилници за средношколци и основци кои сакаат да ги изучуваат основните техники на театарот. Ова театарска работилница ќе води всушност човекот кој го започна драмскиот аматеризам во Видица, Симеон Гаврилов. Сите го знаат како професор, беше во гимназијата Ванчо преќе 70-те години по македонски јазик. Тој радо се сложи да еве во Виница почне се на таква театарска работилница во која на самите кандидати кои веќе се пријавуваат им даде едни основни насоки како би се движеле во секата театарска уметност. На нас тоа многу би не одговарало затоа што реков ќе створиме кадри со кои понатаму Домот на културата не бил имал проблем и не би се сочило со проблем при наоѓањето на актери, па се надеваме и режисери кои ќе продолжат таа традиција на драмскиот аматеризам. Виница има млади и талентирани деца кои веќе стапнале на штиците што живот значат, така што веќе има и соодветен одзив за овие работилници. Уште еднаш апелирам и нагласувам дека ова работилница е бесплатна, значи Домот на културата ги има покриено сите трошкови што овие кандидати условно би требало да ги платат. Значи театарската работилница е бесплатна и ги повикувам оние што имаат некаков афинитет или сакаат да научат нешто не само од театарската уметност, туку и од оние вештини на јавна комуникација, што потоа ќе им како еден благодат ќе им дадат во понатамешниот нивен развој и професионален ангажман. Според најавите, Гаврилов со пријавените кандидати ќе почне да работи од 12 јуни со работа по 2 часа дневно, што значи дека првата работилница ќе трае вкупно 24 часа, термините дополнително ќе бидат утврдени. Трето место за фолклористите од фолклорниот ансамбл Љупча Сантов од Оризари на меѓународен фолклорен фестивал Сапарева бања 2015 Република Бугарија. Срцата на жири комисијата ги освоија со сплет Источна. Фолклорниот ансамбл Љупча Сантов од Оризари на 31 мај учествуваше на меѓународен фолклорен фестивал Сапарева бања 2015 во Република Бугарија. На фестивалот кој траеше 2 дена и беше со напреварувачки карактер, учествуваа над 120 групи со 1200 учесници од Република Бугарија и странство. Фолклорниот ансамбл Љупча Сантов од Оризари се представи со сплет Источна и ги освои гласовите на жири комисијата и зема трето место. Освен фолклористите на Љупча Сантов од Македонија настапи и културно-медичкото друштво Вера Јоцик од Македонска Каменица. Инаку, фолклористите на Љупча Сантов годинава планираат и настапи во странство. Првично гостување ќе биде во Република Србија. Во спомен на светите апостоли Петар и Павле, в понеделник започнуваат Петровденските пости. Годинава траат повеќе од 1 месец, затоа што нивната должина зависи од терминот на празнувањето на Великден. Од понеделник па се до верскиот празник Петровден на 12 јуни православните верници ќе применуваат еден од 4 редовни пости, кај народот познати како Петровденски или апостолски пости. Самото име кажува дека, за разлика од божикните и великденските пости кои се посветени на Исус Христос и богородичните посветени на Пресвета Богородица, овие се во спомен на светите апостоли што беа ученици и го ширеа христијанството по смртта и воскреснувањето на Исус. Петровденски се нарекуваат затоа што се посветени на Петар и Павле. Првиот во својата мисија, покрај другото, практично ја оформил црквата како институција, а вториот со своите проповеди го проширил христијанството низ целиот свет. Според типикот пропишан од црквата се пости на следниот начин, значи понеделник, среда и петок е без масло, вторник, четврток е дозволена употреба на масло, додека сабота и недела е благословена и риба. А сите оние кои што имаат благослов од својот духовен отец можат да пристапат кон светот путир, односно кон светата причест, додека оние кои што многу пати, како што имаме кажано, оние категорија луѓе како што се мајки, доилки, возрастни луѓе во поодминати години, луѓе кои што работат тешка физичка работа, ваквиот пост може да им биде ублажен или секако со благослов на духовниот отец. Во христијанската традиција се смета дека целта на постот е прочистување на телото, зајакнување на волјата, воздигнување на душата над телото.
И за крај спортската информација. Скромен спортски викенд е на прагот. Во финишот од пролетта ќе се играат единствено надпревари од женската фудбалска лига. Повеќе од скромен викенд е на прагот кога е во прашање спортот. Веќе се квантифицира учинокот на локалните екипи во рамки на правенствата од сезоната во заминување. Последното танго останува да го одиграат дамите. В недела, 7 јуни, на програмата е 18-тото коло од женската фудбалска лига. Двојките се Топ Гол Победа Куманово, Ас Юнайтед Кочани, Речица Конзули, Борец Драго 2014 и Тиверија Истатов Младо Сиднина Сауризари. Ракометната академија Карпош Вардар в недела ќе организира турнир во мини ракомет, што ќе го носи името Карпош. На турнирот ќе настапат две екипи од Скопје и една екипа од Виница, а сите се ракометни филијали на младинската школа на Вардар. Мечевите се играат в недела. Почетокот на турнирот е закажан за 11 часот. Летниот период единствено активни ќе бидат најмладите. За сениорите е пауза, но за учениците е летен распуст, а тоа е повод посериозно да му се посветат на фудбалот. Од 12 до 14 тековниот месец екипите на Фудбал Старс ќе учествуваат на фудбалски турнир во Струга, додека на крајот од август ќе бидат дел од ферплей турнирот во Охрид. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Дојдување.